СДСМ и Зоран Заев наголемо се подготвуваат да извршат предизборен подкуп на изборите. Градоначалникот Велимир Смилевски одвојува половина милион евра за предизборен подкуп, директно од буџетот на Бутелчани. Предвидени се 28 милиони денари за 22 вработувања во времетраење од 12 месеци. Аналогно на ова, ако се пресмета просекот, просечната месечна плата за овие 22 треба да биде околу 100.000 денари. Па еве јавно го прашувам градоначалникот на Бутел Велимир Смилевски. Каков кадар ќе вработува? Научници ли ќе вработува за просек од 100.000 денари плата? Според информациите кои стигнаа до нас, ова е стратегија на Зоран Заев за предизборен подкуп. Јавно прашуваме, дали е вистина дека Зоран Заев лично ги повикува градоначалниците од редовите на СДСМ и им дал насока и списоци да вработуваат околу 50.000 луѓе, и дали ова операција на предизборен подкуп ќе ги чини граѓаните над 20 милиони евра. Ова е сериозна закана за изборниот процес. Само во администрацијата овој период се вработени над 6.000 ново вработени, сите по партиски списоци и со партиска нарачка директно од штабот на СДСМ. Сега предизборниот подкуп се префрла во локалната самоуправа, каде што е СДСМ и во општини со кои владее. Велимир Смилевски, наместо да троши половина милион на нови вработувања и предизборен подкуп, треба да почне да си ги реализира проектите и ветувањата. До сега нема реализирано ништо. Апелираме до институциите да го следат овој процес на предизборен подкуп со нови вработувања низ општините во предизборниот период и да реагираат. Зоран Заев и СДСМ се виновни за целата стагнација и сите неуспеси кои што ни се случуваат. Благодарам.